Се уредуваат тротоарски површини на повеќе локации во Штип. Улиците Никоманска, Нобелова и Панче Караѓозов добиваат нови тротоари уредени со павер елементи. Ова е побарање на жителите кои живеат на овие улици и се прави прв пат после половина век. Градоначалникот Иван Јорданов од лице место истакна дека ќе се работи со цел да се задоволат сите потреби на штипјани. Се одвиваат активности за поставување на павер елементи и уредување на тротоарските површини. Паралелно се работи и на улица Панче Караѓозов, на спојот со улица 8 април. Исто така и на оваа позиција се уредуваат тротоарските површини со павер елементи. На овој дел од градот, откако биле направени овие истрасирани овие улици, изградени стамбените куќи, никогаш досега немало уредени тротоари, немало поставени елементи. Тоа беше главната цел заради која што одлучивме етапно во секоја населба да полека постепено се уредуваат тротоарските површини. За уредување на тротоарите на улиците Никоманска, Нобелова и Панче Караѓозов од општината се издвоени околу 2 милиони динари. Јорданов посочи дека на ваков начин се работи во сите населени места по барање на граѓаните. По завршувањето на овие три улици со уредување со павер елементи, секако дека ќе се опфатат и други населби каде што има потреба за тоа. Пред се, овде би ги напоменал населбата Баби, каде што има доста тротоари кои што не се уредени, и еве други населби кои што исто така жителите од нив имаат доставено до нас барање, така да сето она кое што ќе се работи ќе биде презентирано на нашите сограѓани. Задоволни од она што се работи на терен се и жителите кои живеат во овој дел од градот. Велат по долги години нема да газат трева, туку добиваат модерни и уредени површини. Сега ни убаво направиени убав чист тротоар, да си одеме по кал, по трева, по расната трева. Па ние сме 40 години кусур, тука беше многу лошо. Сега почна малку да се правиме и одржуваме колку можеме, ама сега постручни луѓе ќе направат се што треба. Во наредниот период ќе се работи на повеќе локации во градот со цел да се подобрат условите за живот на граѓаните.